Цивил медија. Господине Иванов, денеска сме тука да разговараме малку за медиумите и за новинарството, можеби малку повеќе во контекст на граѓанското новинарство, она што ние како организација го работиме. Знаеме дека и медиумите и новинарството се подложни на динамични промени во контекст на развојот на комуникацијските технологии, што во позитивно, меѓутоа и во негативна смисла на зборот. Позитивните, да речеме, брзината, достапноста до вестите, развојот на демократските процеси во јавноста, а негативните би можеле да речеме лажни вести, говор на омраза, манипулации, нешто што во нашето општество во последниве години, па или во тој контекст и во медиумите и новинарството се повеќе присутни. Што е најважно да знаат тие што сакаат да се занимаваат со новинарство во денешно време во дадените контексти, за кои што пред малку зборував? Јас имам една теза со која многумина и колеги новинари не се согласуваат дека секој не може да биде новинар. Од проста причина што новинарството е прво многу јавна професија, најавна професија. Мислам дека нема појавна професија и повлијателна од новинарството, затоа што ние новинарите преку своите медиуми, а и фриленсерите сме секогаш во можност да се осврнеме на некој настан, на некоја појава, да регистрираме, да ја пласираме, си имаме медиуми, нели? Тоа значи дека катадневно сме присутни во јавноста. Дури повеќе присутни од најпопуларните политичари или од најпопуларните естрадни звезди. Тоа значи таа јавност, таа можност новинарот да е постојано во јавност носи со себе и голема одговорност. Затоа велам не може секој да биде новинар, за да биде новинар некој треба да биде карактерот човек, да има свој дигнитет, да биде свесен за професијата, за јавната улога што има во општеството, за мисијата што новинарството треба да има во општеството и особено е многу важно да преку својата работа да стане авторитет во смисла авторитет кај своите консументи, кај читателите, кај слушателите, кај телевизиските гледачи и сега со новите технологии и кај интернетот преку порталите, но дури на социјалните мрежи ако нема за новинарството и за новинарот приватност и тие приватни портали го осликуваат него како личност. Публиката треба да му верува, бидејќи нашите консументи, нашите читатели, гледачи, слушатели очекуваат од нас да им ја кажеме вистината, да ја кажеме брзо, навремено и точно, да потврдиме дека таа е проверена. Вие добро рековте во ова новата технологија, таа е како вода, носи се со себе и многу убави нешта, но и многу нечистоти. Новинарството е тоа што треба да ги селектира, да ги рециклира, да ги прочисти сите информации и да ги пласира до јавноста. Друго е кога некој граѓанин пласира преку социјалните мрежи било каква информација за која бил сведок некој настан, но широката публика не може да верува на обичните луѓе, на луѓето кои не се занимаваат со новинарството и со оваа професија. Затоа на новинарството сега во оваа технологија, во ова мноштво на информации, во оваа можност секој да биде новинар, му останува улогата да биде тој селектор и прочистувач на вистината во тие информации, селектор не само на вистината, туку и на елиминација на говор на омраза, на навреди и така натаму, што новите технологии, нели, како дел од тие нечистоти што ги носат новите технологии во новинарството и во јавната сфера кај што екзистира журналистика, е многу важна улогата на новинарството токму од тој аспект. Денеска милувам да кажам дека секој граѓанин може да биде новинар од најрана возраст. Оваа алатка, мобилен телефон што се уште ми се чини погрешка ја нарекуваме ние граѓаните, затоа што таа е освен тоа што ние може да зборуваме како со аналогните телефони и по некој SMS порака да пуштиме, во исто време можеме да исконтактираме уште со десетина луѓе, дали преку Facebook, дали преку Twitter, дали со чет, дали преку аудио и видео, но тука е и камерата, тука е и фотографскиот апарат, се во таа една мала алатка што овозможува секој човек, секој граѓанин да може да биде новинар. Може секој од нас и да не е новинар случајно да се најде на некој интересен настан од поширок јавен интерес и таа вест да ја пласира до некој од порталите во видео форма, во фото форма, во текстуална форма, или дури да стави на својата социјална мрежа, потаму неговите пријатели да ја преземат, па да дојдат до редакциите, дури тогаш новинарите да дознаат за некој интересен настан. Например, некој авион слетал од пистата и некој од патниците, бидејќи таму нема пристап никој не најавил таков настан, нели? Да се расшири таа информација. Значи, од една страна е добро што нема веќе тајни, што брзо се движат информациите, од друга страна
Токму новинарството треба да биде чувар на вистината во тие информации, да ги проверува. Веќе медиумите не се само класични регистратори и пренесувачи на вести информации, нивни проследувачи, па и анализатори на истите, сега се и дежурни контролори на тоа што се објавува. Публиката се уште за среќа верува на новинарите и на новинарството. Веќе ги дадовте некои основни дефиниции на тоа што представува граѓанското новинарство, кое што секогаш тесно е поврзано и со граѓанскиот активизам. Вака споени заедно и во контекст на она што го зборувавте како новинарите, односно новинарството генерално, она професионалното, традиционалното што ние го познаваме, треба да бидат чувари на вистината. Меѓутоа, ајде во таа некоја заедничка соработка, како тие можат да придонесат и да влијаат на доброто владење, меѓутоа и на почитувањето и промовирањето на човековите права и слободи, како на локално ниво, посебно на локално ниво, така и на централно ниво. Граѓанското новинарство практично станува мејнстрим новинарство и благодарејќи токму и на невладиниот сектор, бидејќи тука им се многу блиски активностите и ангажманите. Невладиниот сектор покренува постојано акции, граѓанското новинарство не ги прифаќа или самото покренува, но факт е дека за разлика од традиционалното новинарство, ова новинарство е самиот факт што е родено во најдемократските земји, нели, во Европа, во Скандинавијата пред повеќе од 25-30 години. Значи, целта му е да се приближи до граѓанинот, до неговото секојдневие, дали на локално ниво, дали во сокачето каде што живеат па имаат некој проблем, нели? Па медиумот се ангажира и на владиниот сектор, тој проблем конечно да се реши, или дали станува спор, како што вие рековте, за нели поглобално ниво, на ниво на град, на општина и национално ниво на држава. Карактеристика за граѓанското новинарство е идентично со активностите на невладиниот сектор, кој ќе се зафата за една работа, тоа е упорно, тоа е посветено и тоа во името на граѓаните е максимално отворено и за нив ги притискаат институциите да се дојде до епилогот до тоа што на граѓаните им пречи. Например, ево оваа акција што сега ја туркате околу бахатоста на функционерите, трошењето на пари и така натаму. Не е доволно само граѓанскиот сектор тоа да го форсира. За да добие тоа доволно гласност и да стекне доволно публика, за да стекне значителна поддршка, за тоа да се реализира, нели, општеството да се малку цивилизира, тие локални или политички шерифи, како што ги нарекуваме, малку да се соземат, да сватат дека трошат незаработени туѓи пари, држани пари кои може да се употребат за било што друго. Тие нивни фрустрации и неживеаности, граѓанското новинарство и невладиниот сектор во таа симбиоза, нели, не може да не дадат резултати. Само треба да се биде упорен. Основен елемент на граѓанското новинарство е таа посветеност и упорност во рамките на реално остварливото да дојде до целта во името на граѓаните. Меѓутоа, колку она традиционално новинарство има волја да го прифати граѓанското новинарство и да црпи информации од таму? Зошто ние прво споро се развиваме како општество, споро се демократизираме, најголемата вина за тоа, условно да речем најголемата, ја сносат традиционалните медиуми, затоа што тие ќе се зафатат за некој проблем и тоа трае еден ден, два, додека и за политиката е интересна. Потоа политиката, ако не ја одговара, ќе смисли друг настан поатрактивен, нели, ќе пушти уште на некој спин или афера, ќе се залепиме ние новинарите и медиумите на тоа, забораваме на претходната акција. За разлика од нив, граѓанското новинарство подразбира посветеност до крај, додека не се види епилогот, додека граѓаните не почувствуваат промени, додека не се елиминираат некои негативности или додека не се разбудат заспаните институции на кои граѓанското новинарство конечно ги принудува да сватат дека не се создадени да се функционираат самите за себе, туку се создадени од страна на граѓаните, со парите на граѓаните и дека граѓаните перманентно не ги плаќаат за да ги вршат услугите за граѓаните. Тогаш, којка е извојува онаа битка против лажните вести и говорот на омраза и како всушност ќе ја освоиме таа борба? Значи, медиумите, новинарите се тие, како што реков и на почетокот, дежурните контролори и чувари на вистината, на чистење, на тоа хемиско чистење од говор на омраза. Новинарството мора да ги открива носителите, да ги посочува, не велам да ги жигосува, но јавно треба да ги презентира, да ги открива нивните мотиви и за лажните вести. Значи, лажните вести не се случајни, тие не ги прават обичните граѓани, учесниците на социјални мрежи.
лажните вести се продукт на одредени центри кои имаат интерес за лажни вести, кои продуцираат лажни вести од неколку причини, или од бизнес интереси, или од политички интереси, или да добијат во популарност, во гласови, или да заработат нешто од профитот што е незаработено или нелегално заработено, или да свртат внимание кон некоја друга тема, нели, на јавноста, односно на новинарите. И од тој аспект мислам дека новинарството и новинарите се дежурните контролори и чувари на вистината, на елиминација на говорот на омраза, на елиминирање на национализмот, на шовинизмот. Затоа, како што реков на почетокот, новинар може да биде некој кој има високи морални, човечки особини, карактеристики, бидејќи новинарството и алатките со кои новинарството се сдружи, како што е ова камера, порано, нели, моливите, пенкалата, сега тастатурите, фотоапаратот и микрофонот се алатки на новинарството, но во исто време тие се оружје, бидејќи затоа и не може секој да го употребува тоа оружје, затоа што секој изречен збор носи некоја тежина и одговорност, и во таа смисла новинарите кои ги употребуваат тие алатки треба да бидат луѓе со дигнитет, луѓе кои имаат морални скрупули и кои мораат да внимаваат како ги употребуваат. Ние сме сведоци дека и во новинарството има многу, условно да речем, нечистоти од типот на ширење говор на омраза, самите новинари тоа го прават, од типот на лажни вести, од типот на политичка кампања, од типот на бизнес интереси, тие се препознатливи, имаме цели такви уредувачки политики, за среќа се помалку, но генерално новинарството и новинарите меѓу себе и преку здруженијата и воопшто преку разни форуми, написи и така натаму, треба многу брзо и ефикасно да реагираат за да се заштитат својата јавна најавна професија. Цивил медија